Почитувани добровечер, разговарам со естрадниот уметник Бован Зафировски, познат како Боби Амадеус. Добровечер. Добровечер. Ви благодарам што се одзвавте на нашата покана. А се разбира, благодарам јас што бев поканет, еве радо ја прифатив и тука сум со вас. Одличен повод за вашето гостување вечерва во студиото на Телевизија Плюс. Прва награда на 18-тиот светски тамбурашки фестивал во Нови Сад. Првин честитки за наградата. Благодарам. Ви посакувам уште успеси. Благодарам. Вашата песна е прогласена за најубава композиција на фестивалот. Песната Новосаѓанка. Кажете ни нешто повеќе околу песната, околу авторот, соработката со авторот и се она што се случуваше на фестивалот во Нови Сад. Така. Баш како што кажавте, тоа е тамбурица, светски тамбурица фестивал кој се во Нови Сад. Песната се вика Новосаѓанка. Прво сакам да појаснам нешто. Песната доби награда за цела композиција. Значи, прва награда за композиција, така пишува на официјална веб страната на Тамбурица Фест. Прва награда е отишла за композиција Македонија. Авторот е господин Ковачевиќ, Ѓорѓе Ковачевиќ, кој живее и твори во Нови Сад. Он е комплетен автор на музика, текст и аранжман. Но од организацијава Тамбурица Фест, пошто јас сум представник од Македонија, некако инсистира и за мене уште подобро беше да се преведе текст на македонски јазик, да си пеам на свој мајчин јазик. Јас кога слушнав тоа се израдував, да кажем искрено, но требаше текст да се преведе на македонски. И малку специфично кога веќе напише некој текст да се прави онака препев на песната. Многу е полесно да се напише нов текст отколку препев. Но за моја среќа прекрасното перо на господин Огнен Неделковски, тој е волшебник, едноставно, направи препев на песната. Значи, сакам да кажам, благодарам на Огнен Неделковски, што направи прекрасен препев на песната. Но, преди сеова, линкот, што јас бев поканат да учествувам на Тамбурица Фест, Светскиот Тамбурица Фест во Нови Сад, линкот е нашиот сограѓанин Нино Величковски. Тој ме побара, тој ми предложи ја да бидам, да ја спомнам, да ја представам нашата земја на Тамбурица фестивал. Голема благодарност со Нино Величковски. Сите ние го знаеме, тој е наш сограѓанин. Така и организатор, нели, на тамбурашкиот фестивал во Куманово. Во Куманово секој година кој се одобија, пошто Нино го почитува таму, сум видел каква почит има по Нино. И он прошлата година учествуваше исто како интерпретатор со композиција и наназад години, но еве ова година решил мене да ме покани, јас израдував од овој покана, прифатив се разбира. И учествувавме и дури Нино толку ценет што дури беше во жири. Јас изненадив. И така да прекрасно. Колку учесници имаше на фестивалот? Дали ја очекувавте наградата и дали сте горд на добиеното признание? На светско ниво? Преди се, нормално дека сум среќен и дека оправдав поканата на Нино. И како да кажем, тоа е огромна организација на фестивалот. Не секој кој ќе учествува, секој потемно се нада за некој успех или за некоја награда. Ова награда е прва награда како композиција, значи не може да кажем дека само јас сум победник таму. Пред мојата награда има Гран При само. Еден господин доби Гран При, они така награди се кај нив така, Гран При, па после прва награда за композиција, втора, трета, па за аранжман, за текстопис и така натака. Значи јас припадна во композиција, значи мора да нагласам, не сум само јас заслужен за тоа. Се разбира кога ќе се напише добра песна и која ќе интерпретатор ќе исполни таа добра песна, тогаш таа е песна победничка. И затоа нагласувам дека јас не сум само јас заслужен, а и не донесов лична награда само јас како учесник, пошто јас се представувам во мојата држава, Република Македонија, и затоа сум горд. Така, дали прв пат учествувате на овој фестивал? Ваков тип на фестивал, прв пат, да. И сум некако, кога добив покана,
И кога ми кажа, прво мислив дека е еднака регионален карактер, знаеш, да испеам тоа, но кога ми се кажа дека ќе има 14-15 учесници, значи светски тамбурица фестивал, тогаш ќе сватим некако малку озбилно, викам чекај, јас идам да ја представам Македонија, не сам себе. И така дадов се од себе и ете дојдовме до некоја наградичка убава. Јас сум скромен човек. И така, ете, сакам да ја споделам ова на вашата емисија ТВ. Претходно беше објавен и конкурс за учество за песна. Така, конкурси на сите фестивали прво се има конкурс. Песната од господин Ѓорѓе Ковачевиќ е примена, но тоа е специфичен фестивал. Сите песни се прават транскрипции, односно се пишуваат аранжмани за тамбурашки оркестар, пошто таму има само тамбурици. 18-20 на луѓе кои свират, тоа се врвни професионалци од радио телевизија Војводина, тоа е оркестар при радио телевизија Војводина, и се распишува аранжман за оркестарот, тамбурашки оркестар. И тоа е многу интересно, сите композиции, толку е милозвучно, толку е убаво. Јас викам како ќе звучи оваа песна кога ми ја пуштија прв пат онака дома да ја спремам. Викам ова е многу прекрасна и баш случајно се погоди дека е 7/8 такт, најверојатно им текнало дека Македонија нели непарни ритмови, па би било прилично некој од Македонија да отпее таа песна. И тука е Нино, ме покани, радо прифатив и ете отидовме, си донесовме наградичка. Неколку пати го спомнавте Нино Величковски, организатор на тамбурашкиот фестивал во Куманово. Може ли да направите една споредба со фестивалот во Нови Сад и тамбурашкиот кај нас во Куманово организацијски? Па би можел така нешто накратко да направам. Тоа е стварно огромна организација, пошто фестивалот 3 дена трае. 3 дена траеше фестивалот. Првата вечер беше онака ревијален карактер со свиреа нешто сениори и јуниори, така свиреа тамбурашки оркестри. Имаше оние нивни носи што ги они користат како некој дефиле. А втората вечер беше фактички Мондовизија, они така викат Мондовизија. Јас што настапив. Фестивалот го викат Мондовизија. 14 учесници имаше, а трета вечер беше такмичарски дел само на оркестри тамбурашки свиреа. Значи тука за тие 3 вечера толку луѓе предефилираа и толку организацијски сите имаа смештај. Тоа се многу луѓе, многу, бидејќи тамбурашките оркестри нема помалку од 8-10 луѓе, нели? И тоа се организацијски со хотелско сместување. Јас сум воодушевен од пречек, од прием, самата организација, со тонските проби, со осветлувањето, со организација сум воодушевен. Но мора да кажам дека Нино Величковски на некој начин е волшебник, бидејќи нели сите знаеме тука колку може да се одвојат тие финансиски некои средства да се организира таков еден фестивал, но ете Нино како го тоа прави, му честитам. Го прави ете со години тоа назад и ќе продолжи да го прави, се снаоѓа и така да волшебник едноставно. Кога видов таму наш кокави суми, тоа хотелски сместувања за сите луѓе и тоа 3 вечери, Звоком Богдан беше на 12 вечерта што ние настапувавме. Следната вечер беше како специјални гост Джена Лончаревич, така тоа е огромна организација, огромна стејдж, огромна бина. Тоа е пред платото на спортската сала Спенса, они што викат испред платоа Спенса. Многу луѓе има. А мора да ви кажам, кога спомнав луѓе, таму луѓе се многу питоми, многу секоја композиција многу е на ја ценат музиката едноставно. И без разлика на кој јазик пееш, они ја ценат музиката али мора да признам, ова не е фалба, ова е вистина, јас добив најголем аплауз од публика. Сега зашто тоа е така, не знам, али добив најголем аплауз од публика. Така, секогаш реакцијата на публиката кажува. Тоа е за мене фидбек како најголема награда. Како што кажавме, настапивте и на Тумба Фест со една шеговина песна кој беше задолжен за текстот, музиката, аранжманот. Задоволни ли сте од вашиот настап на Тумба Фест според реакциите на публиката? Па вака, многу интересна песна, кога прв пат ја добив текст кога го прочитав, викам ќе ја пеам оваа песна, вика и толку е. Песна се вика Моја жена домакица. Музиката ја работеше Боби Серафимовски, текстот е наслаѓа на Стојанова, нашата позната сограѓанка.
А музиката, аранжманот го правевме јас, Боби Серафимовски, уште еден Боби Дечко Василевски, што е од Скопје, и во неговото студио се снимаше SSL продукција, и ете така испадна тој продукт. Многу интересен текст и многу смешен, така да ете кога ќе дојде време, кога ќе се прикажува, луѓето ќе ја слушнат песната. Меѓу дел од вашите песни кои што, еве да кажам, оставија поголем впечаток е песната Свадба македонска, за која што има и видеозапис, но и песната Случајно. Може ли малку повеќе да ни кажете за овие песни? Песна Свадба македонска е снимена уште 2010 година, пред да заминеме на турнеја во Австралија. Но само остана како аудиозапис и после некој извесен период, баш голем извесен период, викам, јас сакам да си направам видеозапис, нормално ги прашав колегите да дадат одобрение, пошто тоа е песна на цела група, Амадеус бенд. Он ми кажа како да не, јас направив видеозапис. Во тој видеозапис имаше многу познати луѓе, околу 30 статисти има се во самото снимање на спотот. Спотот се сними во продукција на Ване Петковски, ИНТВ, но сценаријето и сум се изнеделил за сценарио и секупната организација ми помогна Слаѓан Станишковски. Значи он ангажираше, вика, Боби, остави на мене, се ќе направам. Како се ќе остави на мене, се ќе направам. И стварно направи се човекот. Од културно-уметничко друштво Панче Пешев, кои беа присутни таму, нашите двајца познати артисти, маж и жена од Куманово, Кети и Горан Илич. Значи, како да кажам, заблагодарувам тука јавно и на ресторанот Етно село, кој ми беа на некој веста спонзор, помагател. Таму се снимаше спотот и јас го гледам и викам, спотот, викам, е направен толку убав, толку интересен, идентичен, стварно за една македонска свадба со традиција, со тоа. И страшно ми се допадна тој спот. Што се работи, кога се работи за песната Случајно, таа песна е работена на српски јазик и сакав да песната да ја пласирам во Грант. Песната е снимана 2018 година, аудиозапис со еминентни луѓе од српската естрада, зборам. Музиката е на Александр Цветковиќ, сите го знаат како Сале Тропико. Текстот го пишуваше Драган Брајевиќ Браја, Милан Рањева работеше аранжманот, постпродукција Анџи Маврич. Тоа се луѓе, мислам, нака етаблирани на српската естрада. Но ете запосна, нажалост, таа корона, тука застана тоа целиот процес и до денеска уште не ја направен видеозапис, но обавезно ќе направам, бидејќи таа песна заслужува видеозапис. Иако е на српски јазик зборам, заслужува видеозаписи. Вие сте познати признат музичар со богата музичка кариера. Така. Луѓето знаат за вас, но еве да потсетиме на делото на што го работите со децени. Па, мојата музичка кариера почнува уште од основна школа, уште ниже музичка школа го посветувавме. Јас и Боби Серафимовски од мали нозе сме заедно и во школа, и во ниже музичка школа. Како тинејџер исто, но кога завршив средна школа, веќе почнав професионално се бавам со музика. Прво бев 2-3 години во соседна Србија, таму бев ангажиран со квалитетни бендови. Големо искуство, но кога почна тој рад 91 година, се вратив тука назад и почнав да свирам со Нино Величковски и со веќе покоен Шоиќ, така некоја врста тамбурашка музика, многу интересно такво нешто. Малку електрика, јас и тамбурица, супер беше комбинација. Некој извесен период добив понуда од група Амадеус, да влезем во група Амадеус, тога 94 година, кога влегов во групата Амадеус, веќе со нив 20 на години веќе работев онака професионално и претпоставам дека нашите граѓани ја паметат таа група и уште ден денеска таа група, зборам, ете, ја знаат, сега не знам колку е таа млада популација запознаена, но ете, ние бевме на времето така, оставивме некој белак и впечаток со нашата сценска изведба, со гардероба, со интерпретација. И затоа ми остана прекарот Амадеус. А кога некој ќе каже Бобан Зафировски,
Дали ќе ме знае, дали некоја. Ќе кажам Боби Амадеус да, готово. Маде, не сум достоен да го носам тој прекар Амадеус. Тој е единствен во светот, Волфган Амадеус Моцарт, но така се викаше бендот. И така е мој Facebook профил и било каде ова, така сите ме знаат како Боби Амадеус. Што работи периодов Боби Амадеус? Боби Амадеус континуира работи со музика. Еве денеска докле год ме служи ова здравието, значи ќе се бавам со музика, пошто тоа е моја единствена љубов. Зборам што се однесува на службено поле, единствено љубов музиката. Ете, работев некој известен период во Скопје, кога живеев во Скопје, но не можев никако да ги ускладам и двете работи, она мора да се одлучи. Вили тој, ево ја се одлучив за мојата љубов музиката. Еве денеска настапувам, ме знаат луѓево, но откако престана да функционира групата Амадеус, повеќе настапувам како сам, како солиста, некојаш сам свира клавитури, си пеам, некојаш спрема потреба и така уште денеска функционирам и ете, додека можам да функционирам, ќе се бавам со ова работа. Така, каде може да ве видат? Па секаде јас сум и по кумановските локали знаат граѓани дека настапам по Кумановскиот под Скопје, други градови така нешто објавувам, некош не објавувам. Но еве сега моментално сум заузет со да си испромовирам ова песна од што си ја добив ова наградичка да ја видат. Така, ова е како е некое признание за учество и награда. Но најголема награда ми е аплаузот публиката таму. Јас сум воодушевен, значи да не се повторувам, тоа се прекрасни луѓе, питоми многу слични на нас. И ја сакат музиката дефинитивно. Ви благодарам на разговорот. Уште еднаш голема благодарност за покана. Секогаш кога ќе бидам поканен, кога имам некоја новина, секогаш ќе дојдам и ќе ја споделам со гледачите на ТВ+. А претпоставам дека луѓето знаат дека јас сум малку и дел од Нема љутиш телевизија. Така да ете тоа. Уште еднаш голема благодарност, но пред да се заблагодарам, сакам да ви изненадам, изненадување за вас и општо за телевизијата. Јас сум таков човек, сакам нешто да изненадам. Вие како добри домаќини, а јас како добар гостин, сакам, ни вие не ја знаете зашто се работи, еве сега ќе ви поклонам нешто, тоа вие може да го покажете. Секако. Еве, повелете, ова е немал поклон. Секако, ви благодариме од името на Телевизија Плюс. Многу интересно за мене, не знам дали е за вас. Еве камерата да го види, значи ова е уникатно. Да. Телевизија Плюс. Ви благодариме. Ви благодариме. Да. Ова е прекрасно изненадување и прекрасен подарок за целата екипа за Телевизија Плюс. Да, си ја почитувам ја ТВ Плюс емисија. Ова ТВ Плюс ова телевизија и ете, мал скромен, но така. Ви благодариме многу и ви посакуваме уште многу успеси на музички план. Благодарам и на вас успеси во вашата бранша. Благодарам.